доколку правните служби во локалната самоуправа, односно правниците кажат дека има таква можност за продолжување на договорот со анекс, ние тоа ќе го направиме се до завршување на постапката со објавување на оглас, кој што на крај ќе заврши со аукција и доделувањето на концесионерскиот договор на најповолниот понудувач. Така да се надевам дека со оглед на она што го разгледувавме во изминатите 2 и повеќе месеци, бидејќи бевме ние соочени со можноста да настане ваков еден правен вакуум од непроложување на мандатите или незакажување на избори, така да се надевам дека ќе биде тоа како што треба регулирано и дека собствениците, односно закупопримачите, примателите, односно закупците на плажите, ќе можат да продолжат несметано да работат, што и во интерес на локалната самоуправа и на граѓаните на Охрид, бидејќи еден од неодвоивите делови на организација на туристичката на летната туристичка сезона во Охрид е секако адекватно функционирање и организација на плажите во градот Охрид. Се е подготвено за несметано одвивање на туристичката сезона и постигнување на оние перформанси кои што ние ги очекуваме за ова година, тоа е да бидат некаде од околу 5 до 7% поголеми во однос на минатата година, која што неколку пати кажав дека беше рекордна и по бројот на преноќишта и по бројот на реализирани преноќишта и по бројот на гости кои што го посетиле Охрид и за прв пат после 1984 година, која што се сметаше за рекордна година во остварувањата во туризмот во поранешна Југославија, ги надминавме тие бројки и се надеваме дека ова година ќе имаме уште подобри резултати кои што ќе ги надминат бројките од 2016.